Благодарам. Во православието, во христијанството има еден период кога има некрстени денови. И така има некои посебни обичаи и обреди кои треба да се испочитува. Во овој момент во историјата ќе биде запишено овие денови на диктатура од страна на владеачкото мнозинство. Од тука навака, значи после 2020 година, веќе понатаму како ќе се движиме, ќе ги памтиме деновите на диктатура и оно што се случувало во овој парламент. Почитувани колеги пратеници, некем да го прозвам колегата, гледам си замина, и јас би избегал да направам таков лапсус. За 5 минути, 3 минути реплика да создадам меѓународни инциденти. Откај што вчера успеавте толку годишно градејќи ја соработката со Израел, вие да направите скандал и да наскарате со Израел. Меѓутоа вие, како Социјалдемократскиот сојуз. А денес, колегата од Социјалдемократскиот сојуз зборува против Франција и против Тимоние. Франција е една од најпочитуваните, најдемократските држави која сака да помогне на Македонија. Меѓутоа укажува дека правото и правдината не ни се на прав пат. Токму за оно што говориме денес. И сега се дрзнува да кажува некој колега дека му смета Тимоние и Макрон. Абе, дворот не ви изметен. Улиците ви се катастрофа. Кучијата шетат по улиците. Дрвата ги сековте. Загадена е околината. За која правдина зборуваме? За кој соживот зборуваме? Кога единствената еврејка министерка вие ја избркавте. Зошто? Затоа што застанала на табла кај што пишувало Република Македонија, а на таа табла ја поставила претходната министерка, која ја подготвува да биде следен премиер и следен председател на Социјалдемократскиот сојуз. Ја стварно не ја разбирам. Толку ви треба 3 минути да ве пуштат на говорница и секој пропастите. Да молам, водете сметка. Некој градал со живот и соработка со тие држави. Се уништите за 3 минути. Почитувани присутни, како дојдовте на власт, така завршувате на сила, со прекршување на устав на законите, деловникот на собрание, но и на сите човечки норми. Почитувани, правосудниот систем е една од најважните области во една држава. Вклучително треба да важи и за нас, но што се случува? Секогаш, кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, имаме злоупотреба. Да ве потсетам, 96-та година Социјалдемократскиот сојуз и тогашното парламентарно мнозинство во еден ден изгласа 650 суди. Од тука трга процесот на компрометација не само на тогашниот процес на избор, но и на судиите. Уценувајќи ги при изборот, ќе те ставиме на список, ама ти нас ќе не слушаш. Ни криви, ни должни. За жал, таму имаше повеќе честни и квалитетни суди, што врз основа на своето знаење, квалитет и просек и јазично знаење си го заслужија своето место. Зошто тогашното мнозинство одлучи во еден ден, вие ќе бидете судиите, за да можат понатаму да им прават притисок во сите тие процеси? Затоа тоа беше направено. И зошто да се компрометира ликот и лицето на судиите, на јавните обвинители? Дали врз основа на притисокот политички што го прави Социјалдемократскиот сојуз и секојдневните медиумски активности, врз основа на тоа што сака да прикажат и да можат понатаму да влијат кај нив, како што се сведоци од изјави од многу суди и обвинители, кои што се притиснати од власта да морат да судат така како што им наредено. Меѓутоа, дојдовме на власт, укажува за злоупотребите, Европската унија понатаму и врз основа на европскиот извештај мораше да има корекција на правосудниот систем. Донесовме закон, се направи академија за совет за избор на суди и јавни обвинители. Тоа требаше да биде нешто што ќе даде понатаму некоја квалитет, дообука, за да можат судиите и јавните обвинители дополнително учејки да дадат свој придонес во правосудството, кај што рековме дека е еден од најважните области во државата. Меѓутоа што се случи понатаму? Пак иде СДСМ на власт, пак доаѓа. Ги минуваат сите критериуми. Ви се молам, го намалуваат и не е важен веќе просекот. Значи, дали учиш, само една диплома ти ја дават и ти веќе си понатаму судија по мерка на Социјалдемократскиот сојуз, односно
на господинот Рашковски. Сега ќе ви прочитам нешто што тој вели. Идите суди и обвинители полагаат под координација на генералниот секретар на владата на Рашковски. Ова изводот од медиуми го најдов. Деновиве вели актуелен е огласот за прием на слушатели во Академијата за суди и јавни обвинители врз основа на која ќе треба да се примат 60 слушатели во Академијата, кои после 2-годишната обука треба да бидат избрани за суди и јавни обвинители по судови и јавни обвинителства низ цела Македонија. Тоа што е симптоматично, вели изворот, а магазин го истражуваше, нели, е какво влијание може да има власта при изборот на суди и јавни обвинители. Дали тоа што генералниот секретар е вклучен во процесот и системот на електронско полагање ќе му возложи на Социјалдемократскиот сојуз и на власта да го контролира судството и идете суди понатаму. Еве за она што ви говориш. Понатаму би сакал да напоменам ono што го кажав при преземањето на власт од страна на Социјалдемократскиот сојуз, имаме многу измени, меѓутоа овој пат измените во следната фаза овој пат се за изборот за закон за јавни обвинители и судскиот совет. Зошто е ова вака? Почитувани присутни, би сакал да ви напоменам зошто ова се случува. Затоа што овие закони се напишени во штабот на Социјалдемократскиот сојуз и се носат тука. Нити еднаш не ги испочитувавте почитуваните професори, оние професори, знам дека има многу правници тука учествуваат, вклучително и министерката Рената Десковска, да не ги испочитува собствените професори и учители кои ги описменија, им дадоа дипломи и знаење. И со ниедна можност да речат, да кажат доста е веќе со политичките игри, бидејќи претходно носениот закон на специјалното јавно обвинителство укажа дека тоа политичко решение не е добро. Дојдеа професорите, тие професори кои некогаш им честитам и им благодарам за нивниот став и однос и храброст и одважност, затоа што знае во периодот и на ВМРО да помене и нас да не критикуваат, меѓутоа рекоа: извинете луѓе, немојте повеќе така, немојте да го унишувате правосудството. Понатаму сите да им бидат криви, а не оние што го направиле овој закон. И дали ние имаме право како политичари, еднаш носејќи го закон за специјално јавно обвинителство, сега да носиме други закони. И овие два закони направени во куњата и штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани присутни, зошто е ова вака, би сакал да заклучим? Прво, господинот Зоран Заев се само назначи за председател на телото за судски реформи. Биди сега, искрен да биде, го почитувам, мислам дека економиста така натаму. Меѓутоа да се назначиш, не му дава легитимитет и реалност, објективност, не му дава независност на таа работа. А и после ќе се повлечи. Го држеше тоа тело неколку години во приказка и не се заврши таа работа. Сега, значи, што значи да си пример во времето на Социјалдемократскиот сојуз? Значи и да си уставен судија. Сега понатаму Оливер Спасовски, тој утврдува дека почитуваната Рашела Мизрахи, министерка до Сабајле до 4:20, направила уставни прекршоци, злоупотреби. Значи, уставниот председател Оливер Спасовски и во функција на премиер, тој кажува дека има уставни злоупотреби. За тоа, почитувани колеги, зборам. Дали и до кога премиерите на Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат и председатели на Уставен суд? И до кога тие ќе акрират и судската власт, ќе ги акрират сите политики во државата? Она што вчера се случи, се срама, бидејќи не помалку не амнестира и нас како Македонија. Никој нема да рече СДС или не знам која друга политичка партија. И тука ќе имаме историски ден. Денот на диктатурата и денот кога ова Македонија си дозволи да ја избрака единствената министерка еврејка од Македонија, која сакаше честно и ги најде криминалите на Мила Царовска, и затоа се уплашите вие. Затоа што почна да оди по трагата на Мила Царовска и низините злоупотреби што ги има направено, за кое ќе одговара еден ден. А сето тоа ќе се случи, почитувани граѓани, после 12 ве замолувам
овој режим мора да падне. Мора да се рестартира државата, мора да тргнеме од ново, затоа што крај ќе нема на злоупотребите во Република Македонија.